Околу 50 правачиња од септември ќе стартуваат во основното општинско училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Ова е вкупната бројка заклучно сите села. Како што истакна градоначалникот Виктор Паунов, радува фактот дека бројката не се менува и истата е константна последните неколку години. Очекуваат и повеќе запишани. Основното училиште во Карбинци или Централното основно училиште со сите подрачни 9 училишта на територија на општина Карбинци оваа година идентично како и лани, некаде 50 дечиња ќе бидат односно се веќе запишани и ќе започнат со настава во прво оделение. Ме радува фактот дека бројот не е намален, туку барем за сега е задржан во континуитет во овие 2-3 години од прилика 50 дечиња. Ќе го започнат првото оделение, а ние како општина и заеднички со училиштето и оваа година во континуитет обезбедуваме реализираме неколку мерки за прводеленчињата, така да имаме еден мотивационен вовед во новата учебна година за најмалите, оние од прво оделение кои што се сега во најеуфорична фаза од својот живот. Реконструкцијата на училиштето во село Радање не се очекува да биде завршена до септември, потенцираше градоначалникот Паунов. Крајните фази се очекуваат да бидат готови до крајот на првото полугодие, а за тоа време учениците ќе се образуваат во Централното училиште во општината. Реализацијата на училиштето во селото Радање е во тек. Не очекувам да биде завршено до месец септември, затоа што е многу брзо да се заврши сето ова, но во текот на полугодието очекувам да биде завршена оваа реализација и веднаш потоа учениците да бидат вратени во своето населено место, а до тогаш општина Карбинци и училиштето имаат обезбедено услови за посетување на настава и превоз на истите ученици, а тоа ќе биде на локација во Централното училиште во Карбинци, на неколку километри од селото Радање, и мислам дека без проблем ќе се одвива и оваа настава се до враќање на учениците во своето матично училиште. Инаку, како што соопшти градоначалникот Паунов, учениците од село Радање ќе имаат секојдневен превоз, а со тој безбедни услови во училиштето, имајќи во предвид дека од оваа година во општината започнува и целодневната настава.